Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Виспорта, како што и најавивме вчера. Ова издание на емисијата Виспорт посветена на одбојкарскиот клуб и Струмица 47-72. Освојувачот на куп титулата, веќе забележувате дека во студиото Кере Ричлиев, стратегот на Струмица, и Владе Милев, председател на одбојкарскиот клуб Струмица 47-72. Честитки за освоениот куп трофеј. Не ме изневеривте, со оглед дека ја очекував таа куп титула. Ова е пехарот, 8ми поред, Кире? Да, конечно. Лани имаше малку дилеми, 8 ли, 7 ли, 8. Сега, бидејќи бегаме една титула од шампионатот, бегаме за разлика од купот. Кога освоивме првиот шампионат, го изгубив финалите на купот, тоа екип на Ѓукрум се преспремнува. Значи, ова е 8-миот куп пехар, кој што Струмица го има, а мислам 16-та титула до сега и шампионски и куп. Милев, 8-ми пехар, куп титула, ова значи дека Струмица дефинитивно е на вистинскиот пат или немаме доволно конкуренција. Да, како што рече, значи се надевам дека ќе продолжиме со добри игри и ќе освоиме шампионската титула. Ова година докажавме дека сме неприкосновени во македонската одбојка со само еден изгубен сет во досегашните надпреварувања и се надевам да завршиме како што и почнавме. Очекувано беше. Многумина сите кажа дека очекуваме Струмица да ја освои тој куп пехар, но мора да се одработат оние два меча против Шкендија од Тетово и Вардар во финалето. Сепак имаше и одредени осцилации, морам да признам. Не очекував дека Вардар, ова прашање до тебе, Ричлиев, во финалето ќе дојде до 21 поен во првиот сет. Дали тоа беше некако подценување од страна на играчите? Милев, извини се ова. Што се случи во тој прв сет? Многумина очекува многу брзо и лесно да помине Струмица, што беше случај со вториот, со третиот сет. На почетокот се види дека имаме некоја тензија, некоја пресија пред самиот натпревар. Гостите, екипата на Вардар победи со 6:3, морав да земам и тајм-аут за да се прекине таа серија и од тоа што ние почнавме да игравме. Блокот не ни функционираше како што треба. На крајот, после тој 6-ти поен, успеевме да направиме повеќе пасивни блокови. Нашиот контрнапад почна да биде како што треба. Многу поени освоивме на блок 1-1 и тука се дигна моралот и сегаш има до негде 20 поени, сега беше 1 или 2 поени за нас, така да со два блока поред ние успеевме да се одлепиме и да усвоиме лесно првиот сет. Вториот и третиот нема што да збориме, бидејќи огромна беше разликата. Милев, мислам дека во финалето не беше во оној во мечот, во вториот. Да, доживеав една мала повреда, да. И го гледаше? Да. Од резервниот состав, од клупата. Точно. Како го виде мечот? Па вака, против нас секој противник игра многу мотивирано. Вардар влегува мотивирани. Сака да се докажат и затоа во почетокот и малку и резултатот беше егал, но после како одминуваше надпреварот, докажавме дека сме поискусни и го вративме резултатот во наша полза. Како се случи во Кавадарци да се игра завршницата од одбојкарски куп? Град каде што воопшто одбојката или пак ова е било желба да се развие одбојката и во овој регион? Па добро, Кожувчанка е спознал нашите репрезентации. Сега газата на Кожувчанка е од началник на Кавадарци и тука е сигурно таа корелација. Меѓутоа морам да признам дека досега овај прв пат купа да го организира самата федерација. Обично секој клуб беше се јавил како домаќин, сега прв пат целата организација беше на нашата федерација, така да тука ги најдоа сметките со градоначалникот нешто. Така. Добро, можеби дај Боже и конечниот Кавадарци да излезе некој одбојкарски клуб, имајќи во предвид дека одбојката ни оди во подем. Тоа го потврдува, иако морам да признам дека сепак не сум лично задоволен
од расходот или конкуренцијата, ајде кажал по првата машка одбекарска лига, можеби нема да ви годи ова, некако премногу отскокнуваат од останатите тимови кои што се учесници и креатори во првата лига. Видите, во првата четворка на табелата сите имат странци. И сега разликата е нашите домашни играчи и странските играчи. Секој си права, наше има може да избира странски играчи позиции кои што играат, ние ги одбравме вистинските. И затоа сме таму кај што сме. Не само тоа, наш голем адут и работата. Кај нас се работи доста добро, да не кажем професионално, бидејќи по 2 пати на ден, па со разни биде само нашиот штаб, со масер, со доктор, со 20 помошници, се личи како европски случен штаб. Така да тоа е големата предност. Кога доаѓаат плейоф надпреварите, сега видовте купот се игра во петок и во недела. Тешко да играш, Вардар играше 3-2, треба да игра во недела друг меч. Ако не е спремен и психички, и физички, тешко може да се одржи формата. Ќе игра 2-3 сета, на крај пак ќе падне. Сега почнува ова недела полуфиналето на плейофот. Се игра петок или недела. Во среда играме утре во 7, али право почнува плейофот. Значи ова недела ќе играме за 5 дена 3 надпревари. И ако екипата не е спремна, тешко се игра. Милев, но сепак импресивно делва вака кога ќе се види тимот на Струмица и самиот факт дека немате ниту еден пораз во првенството, имате само еден изгубен сет, ова е како да се соочиш со джин. Ова ви представува ли предност или хендикеп, па малку да се опуштиме, па мора да со оглед дека си актер на теренот. Да. Тешко е да ја одржуваш мотивацијата на високо ниво кога знаеш дека си фаворит, а треба тоа да го оправдаш на терен. Со послабите противници посебно е многу тешко да се мотивира играч да го даде својот максимум, но ние како екипа имавме зацртано една цел и на секој надпревар влегувавме со една цел, една желба, значи да се даде максимумот и што побрзо да се заврши надпревар, да го дадеме тоа што е одработено и така. Решлиев, нели сметаше дека беше потребно во полуфиналето со Шкендија и финалето против Вардар да им дадеш простори на овиот резервниот состав? Овие момци, имаше голема момци кои што чекаат да бидат дел од. Размислав, меѓутоа, знаете, куп натпреварица многу лош. Еден надпревар може некој одбојките многу тежок спорт, една поен многу да одлучи. Морам да ти кажем дека екипата на Шкендија доста ме изненади со својата игра. Играше стварно добро. Ние ако добивме убедливо негде 18-17, меѓутоа имаше добри мечови, одлични поени од двете страни. Можем да кажем дека се намачивме. И затоа не на крај памет не им паѓаше, битно само требаше што прво се заврши, бидејќи имаме друг меч во недела за негде 24 часа, екипата треба повторно да се рекуперира, така да на овие надпревари нема многу простор за маневр. Нема. Така. Добро, веќе познато и независно од исходот со Вардар, вие стартувате од лидерската позиција, противник мислам дека ќе ви биде Универзитет Тетово. Имате предност од домашен терен и малтене веќе чекам во финалето со Вардар повторно да се соочите. Како ќе го одработиме сето тоа, 2 добиени ако не се лажам? Полуфиналите стига на 2 добиени надпревари. Ние сега во петок мислам сега почнуваме да играме со нив. Така да верувам дека лесно ќе ги поминиме, да има повеќе време да одмориме. И сега вториот полуфинален надпревар екипата на Шкендија игра како домаќин, бидејќи е второ место, Вардар трето место. Тука ако ги повторат игрите како што играа против нас, верувам дека може дури да изненадат и они да бидат во финалите. Така да не би кажал дека точно Вардар ќе биде во финалите на плейофот, меѓутоа нивна работа нашо е да ја минеме пречката на Тетово, на екипата на Тетово, малку да се одмориме, бидејќи стварно овие минатата недела одигравме 3 надпревари. Сега 6 надпревари за немалте 10 дена, која екипа колку да е спремна и треба одмор. Милев, еве независно дали ќе биде Шкендија или ајде да го формулирам прашањето, кој повеќе го посакувате, Вардар или Шкендија? Како што каже и тренерот, и јас сметам дека Шкендија игра покомпактно, покажува подобра игра од Вардар. И нема да изненади доколку и Шкендија биде во финалето. Тоа сметам дека ќе биде изначена борба на овие полуфинали надпревари помеѓу тие две екипи. Проекциите што говорат, кога ќе почне финалната серија? Финален успех во кој што не се сомневаме дека ќе биде надмината. После Великден. После великденските празници мислам дека вторник или среда
таа недела после великденски празници ќе биде првиот надпревар од финалето. Пошумато дома со Да. победникот Шкендија Вардар. Да. Пошумато дома и се игра. На 3 На 3 добија надпревар. Тоа значи дека ќе Ако настојувате во пред- спортската сала Парк да биде подигнат пехарот, шампионскиот пехар. Така би требало, да. Така, мислам да, дај Боже, и околу мајските празници да ја освоите и 17-тата титула, ако не се лажам. Да. Да. Така му доаѓа, мислам, 9 ако е плюс победите 8, 17, да. Да, не, мислам, има пауза од 3 дена или 4, колку... Многу зависи сега на репутацијата наша ќе има Собјар. Почнуваат со Европската лига. Сигурно се подготовите после 1-2 мај, така да мора да завршиме до 1 мај. Сега, ако почнеме после великденските празници, може да се игра вторник, четврток, сабота. Плейфтом обично така се игра, Секој преку 2 дена. 2 дена се игра. Ова е жестоко темпо турбо, миле. турбо темпо и затоа треба ни одмор баш кога ќе дојде финалната надпревар. Да. Ќе бидете фит за финалната серија? Да, се надам. Вчера ги направив испитувањата, не е нешто посериозно, така да сметам дека ќе бидам добро. Да. Имам уште едно прашање, со оглед дека си прв човек и на клубот. Овој состав на ОК Струмица 47-72 дефинитивно заслужува излегување надвор од македонската клубска одбојка. Стоите ли на тоа тежеште? Размислувате ли како управа дека сепак потенцијалот кој што го имате тешко се мери во Да. Македонија да излезете и надвор од Македонија? Тоа ни беше и зацртано уште пред почетокот на сезоната. Имавме една цел да ги освоиме двете титули и да излеземе во Европа. Сметам дека има квалитет, доколку ја задржиме истата екипа, сметам дека имаме квалитет и може и да се докажуваме во Европа и зошто да не и таму да оствариме некој резултат. Од тупона што го видовме и мечевите кои што ги имаше во домашниот шампионат, дефинитивно мислам дека не го давате максимумот. Како што и претходно реков, И немате императив Да, не знам како да мотивацијата, го објаснам да. тоа, например, Влегувањето- дефинитивно бразилецот, Злобин од Русија и Ментале од од Тунис. така. Имаат, но некако дека не го дават, не, да не ги подцениме сега и вас, нели, струмичките деца, но не го давате максимумот. Едноставно одработувате колку да го завршите мечот 3-0, колку што може побрзо. точно, јас како играч од моја гледна страна, секогаш кога сум играл против подобри противници, мотивацијата и желбата е поголема и за докажување и тогаш се играт и поквалитетни надпревари. Сметам дека со излез во Европа и со поквалитетни противници и нивото на нашата игра ќе се подигне. Така да Добро, пандемијата, дај Боже, полека се збогуваме да не се поврати повторно, така да ќе биде и улеснителна околност и за вас спортистите, бидејќи нели сакате да играте пред публика, струмични сака да бидат дел од секој А има многу забрани. Така е, така. Дај Боже да се надмине се до тоа. Ричлиев, ако ја освоивте во сениорскиот состав, како стоите со младинците, кадетите, односно во останатите категории? Знам дека и таму сте едни од фаворитите, но како стојат работите на ова поле, ќе бидат ли освоени титулите и од младинскиот состав, кадетскиот, сега да не ги набројуваме. Како стоите со подмладокот, бидејќи честопати се споменува дека на толку силен Ока, Струмица 47-72, сепак донесува засилување. Дали има нешто тука дека сакаме да прикриеме или? Не. Добро, беше многу тешко да се состави тимот, бидејќи од минатиот состав нема ни недостатува 8 играчи. Тие 8 играчи тешко се надополнуваат. Сите тие беа наши играчи, домашни играчи кои што си најдоа своји ангажмани и така да мораше да екип да засили да се задржи квалитетот на екипата. Колку се однесува за младите категории, сега баш почнуваат тој полуфинални надпревари, се играат реванши, така да верувам дека добро ќе се одработат и овие надпревари, така да нашите екипи се фаворити и ќе дојдеме до финалните надпревари. Така, мислам дека ќе се освојат титулите. Да, во... да. Има таму купови или? Нема Океј. купи, не се играат во групи, играат играчите сега почнуваат во полуфиналните надпревари. Значи, ако си бил прво место во таа група, играш во вториот од другата група, така да се игра сет колишник.
Ако дома тепаш трудно, таму треба да освоиш 6 сет, па да дојдеш до финалито. Има интересни надпревари, така имат и они доста уште надпревари. Добро се одработи со нив ова година, кога бев гостин тука, реков дека имаме повеќе групи, тоа е за поздравување с големи број на деца кои сакат да спортуваат, да играат одбојка, мала група, средна група, поголема група, кадети, така да верувам дека во скоро време ќе видите нови одбојкари на Окостромица. Искрено, многу, со оглед на вашата фаворитска улога и кога успевав и кога имавте стриминг, ве следев, но некогаш и не ве следев, но остапуваше ли простор на тие деца или, ајде да кажам, одбојкари од вториот состав? Полека да се калемат со оглед дека, нели, сепак, меѓу другото, Струмица е препознатлив и по тоа по автохтони одбојкари. Да, па тоа речи Владо дека кога се игра со некој после противник, Владо не играше повеќе мечеви, играат помладите, се минува, го добива својот ова искуство кое им потребно за потомошето нивниот раст. Меѓутоа пак кажам, тие деца си имат своја група, тоа е многу важно. Кога има своја група, они доаѓаат сега со првиот тим, меѓутоа си имат своја група, тоа е кадетската група околу 9-10 играчи кои што се тука негде и со висина и со своето техничко знаење. И многу е значено да имаш своја група и цела група да работи и цела група право да влезе во составот. Ќе биде уште подобро. Како прв човек, Милев, задоволен ли си од тоа колку деца, може ли повеќе ОК Струмица, има ли иднината одбојкарскиот клуб Струмица 47-72 и во наредиве 10 години да биде доминантен со собствен потенцијал? Така, покрај желбата да играме во Европа, моја исто така желба беше да направиме нешто што повеќе млади да привлечеме во клубот, бидејќи низ годините наназад недостасува таа масовност кај младите категории, од таа масовност да извлечеме таленти кои што ќе не наследат после завршувањето на нашата кариера. Задоволен сум оваа година каков е одзивот на младите и сметам дека со добра работа имаме иднина и од наши деца. Добро, масовноста е проблем, не можеме да го очекуваме тоа што беше своевремено, Да. имајќи во предвид и последните статистички податоци што покажуваат дека се помалку население имаме и млади пред се во регионот. Само кусо пушувате со Евролигата идниот месец, некаде после. Да, негде крај на мај. Милев, не си во цутот на младоста, може ли конечно да го освоиме златото тоа надпреварување? Па, зависи каков ќе биде прво здравствениот билтен, како ќе течат подготовките и зошто да не. На тие надпреварувања екипите се изедначени. Имаме веќе неколку финали изиграно и мислам дека ако се погоди добар ден за сите нас, зошто да не. По дипломатски одговор не сум добил. Јас може да кажам нешто сега во прашање. Јас мислам дека не ни треба да го освоиме, бидејќи во оваа лига треба да играат младите играчи. По-младите трбестивши се да стекнуваат искуство, плюс тоа оваа година се пријави ова селекција за ветерански игри во Алжир. Алжир беше, не? Да, Алжир. Така да таму треба да играат играчи кои што се голем потенцијал, им се дава шанса преку тие тешки надпревари да согорат и да дојдат после на вратите на репрезентатите да ги земат и Милев и Никола Георгиев и така натаму. Значи, ова година бидејќи нема европско првенство, нема квалификации, мислам треба да се даде шанса на младите. Да, тоа е вашиот став. Да. А Евролигата имаме, вака не сум, само тоа сакам да прашам, ако минатата година беше нели овде во Струмица, во комбинација е Струмици или се Не. Не, мислам дека Данска и во Унгарија. Скопје, да. Не, Ова година Финалите Final Four е во Унгарија, така. но надпреварите од групата се играат дома гости. Нема Така да турнирска нема турнирски. Нема Да, турнирски. да. Добро. А добро, дај до година сме домакини на Тоа што европското, треба, не е ова лоша забелешка, белки некој од ОФАМа слуша. Како и да, јас ви благодарам, многу успех, се надеваме дека наскоро повторно ќе видиме или пак ќе се видиме таму на теренот кога ќе покренете шампионскиот пекар и повторно ќе го налиете со шампањско. Каде славевте само на крај? Кога се вративме, славевме во Кафе 19 и вчера еден Свечен да кажем, ручек. свечен ручек, чисто да одбележиме. Кафана Мјарек. Да. Па добро,
зашто да не го кажете, мислам да кажете слободно. Не, ништо не Бонус имаш или Милев? Ќе има. И тоа е во план. Значи, кога има резултати, има и бонус. Така Тоа, да го знаете спортистите Така е. и младите. Благодарам што бевте дел од емисијата Ви спорта, многу успехи понатаму. Она е зацртана ваша цел, кој што го рече Милев, да се освојат титулите и да се дојдат што повеќе млади да играат одбојка и да го продолжат таа традиција, нека се исполнат и дај Боже повторно да славиме 17-та титула. Благодарам Му на доаѓа поканата. Точно 17. 17-та титула, му доаѓа 9-та 9 шампионска. со 8, да. Ете така. Уште еднаш благодарам што бевте дел од емисијата Ви спорт. Многу успех вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следите. Кире Ришлиев и Владо Милев, кои што за пред 1 мај негуваат уште една титула во витрините на ОК Струмица 47-72. Секој добро.